сега има. Само вие сте ги горе. Има парни, има може да отваря. Гигант имаше премиерата пред вече си точно 2 години пред 2016 година. Со нас вечерва се врагам този режисер и сценарист на филмот, Мартин Ѓорговски и Денис Радова, главните актери. Варна ми се чини дека стои нешто големи филмот и животот се да преврнат повеќе претока. Преходиве неколку дена или неколку недели бевме сведоци на слични собитија во домот за деца без родители со други случаи. Редовно се случуваат тепачки со ножеви на навијачки групи или така наречени припадници на навијачки групи. Што мислиш колку да претекне? Добро, како што кажа и сам. Се испреплетуваат филмот и реалноста кај нас, посебно кога се работи за вакви теми. Да, свесни сме тоа што се случува, за тоа што се случуваше изминатија неколку месеци, тоест тоа што осамна по медиумите. Меѓутоа и порано беше така и мислам дека тоа е една константа кај нас. Мислам тоа е нешто што не се менува, така да од таму дојде инспирацијата за филмот. Од тоа сиво секојдневие на тие штитеници на институциите за згрижување кај нас. Нормално, дел и од идејата и од пораката на овој филм е да ги отвориме очите и да гледаме малку, да вклучиме малку тоа копче за емпатија и да видиме што се случува на оние што се помалку среќни од нас. Ќе се обидам, ја ви овај рад, ќе се обидам сега да прашам Мартин. Обично глумците се обидуваат да бидат што поуверливи на платното. Ти беше на Турчик, тоа што имам тоа снимаше, беше втора година средна училиште. Успеа да се запишеш на глума? Не. Кога разговараме пред 2 години, ми спомна дека не го споделуваш светот на ликот што го толкуваш, но дури и неговите диалози ти се премногу силни. Како се носиш? Па, се обидов најпрви да се потсетам на моментите во кои што јас сум се чувствувал разочаран или тажен или понижен и за на тој начин да можам визуелно да го доловам она што треба да го одиграм, а за се останато што било во доменот на диалозите и за сценот под директно раководство на Вардан и со негова помош и општо целата атмосфера во текот на работата на филмот допринесе јас да можам да одиграм како што треба. Денис во филмот игра лик кој има шанса да се излече од сето тоа, но е пред предизвикот дали да си отиде во некоја посреќна иднина со саканата или да остане со своите другари. Да, ликот на Чавка, нели го има изборот што го има секој човек во животот, дали да продолжи да прави нешто и да остане во ситуацијата на филмот со групата која што нели расте заедно со нејзи или да почне нешто ново, да преземе страната на љубовта, така да речем. Можеби тоа е најпозитивната приказна во целиот филм, да не сакам завршува. Вредничи, ви покануваме Павло за завршување на проекцијата на филмот. Ако имате прашања, може да поразговараме со нашите гости.